Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со пејачот Миле Кузмановски, актерката Нина Дејан и Сузана Стојановска, председател на Сдружение на граѓани за помош и поддршка на лица со Даунов синдром, дневен центар Доза среќа. Останете со нас до 11 часот. Така, еве назад во студиото, уште рано наутро ги најавивме нашите гости и ветивме дека ќе има убав разговор во нашето студио, затоа што ќе зборуваме и за музика, и за актерство, но и за многу други работи кои што треба да бидат зборувани во нашето општество. Јас и колешката Александра сме денеска во студио со вас. Александра, добро утро. Милена, добро утро за тебе и за целата македонска јавност. Забавно и интересно ќе ни биде во студиото и во овој дел од денот кога сакаме и умееме да споиме најразлични професии на оваа трпеза, истите да имаат интересни разговори. Но интересна е уште причината и темата за која што често пати отворивме и во делот од 8 часа, дека возењето малку различно во главниот град со новите правила кои што дефинитивно треба да ги почитуваме, прави да малку нашите гости доцнат, но дефинитивно ќе имаме супер гости и одлични разговори кои ќе ни пристигнат. Секако. Затоа имаме дама која како да служува почит и внимание. Секако. Сузана Стојановска е утрово тука. Суза, добро утро, добре ни дојде во студиото на Здраво Македонија. Добро ве најдов. Ти си приближно блиску со живење до Канал 5, па немаше проблем. Секако во секој момент ги очекуваме и Миле Кузмановски и Нина Дејан да ни пристигнат. Искомунициравме веќе со нив возат, но како што кажа Александра, бидејќи мора да се почитуваат правилата и прописите, повеќе од 50 не смее да се вози. А и гужвата, што ја имаме, нели, секое утро стандардно, прави сите помалку некаде да доцнеме, но како што кажав, ќе ни пристигнат во секој момент, па ќе можеме и со нив да разговараме за она што е најново. Но секако, Суза, ќе започнеме со тебе. Како си, не сме се виделе години и половина, ако не се лажам, во студиото. Да. Иако надвор низ Скопје се гледаме. Па да, подолго време, но во студио баш така година и половина. Комуницираме, нели, телефонски, меѓутоа навистина не сме се виделе и многу ми е драго еве што баш денеска сум тука. Каков период имаме, што правите? Се подготвувате ли за нешто сега? Да, па најрадосниот месец во годината, нели, за децата со попреченост, со Даунов синдром. Возбудени, почнавме со подготовки. Така? Изработуваме новогодишни подароци, нели, она што ние го правиме секоја година. Подаруваме околу 2000, до 2000 подароци, имаме веќе спремни во поголемите молови. Ни доаѓаат гости, што е многу голема радост за децата. Нели, новогодишните пакетчиња не толку многу, колку новите ликови што доаѓаат и што се дружат со нас. Браво, браво. Еве ни господинот Миле Кузмановски, добро утро, добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Добро, супер. Ги почитувавте правилата во сообраќајот, затоа некоја минутка, нели? Над 50 не смее да се вози. Па возам од Рачево до овде до кај вас. Имате навистина релација. Сат и 20 минути. Да. Далечна е, нели, првата дестинација од А до Б, но и самите правила така наложуваат, но најважно е дека ве имаме тука. Извинете што задоснив. Никаков проблем. Најважно е дека ве имаме тука во студиото и тоа за еден многу убав повод. Секогаш има повод вие да сте тука, нели, секогаш со музика и со песна ги развеселуваме нашите граѓани, но овој пат 35 години одбележуваме од кариерата на Миле Кузмановски, ќе следи еден концерт. Убав концерт. Да, убав концерт. 35 години кариера. Честитки. Најпрво толку години да се биде успешен, константен во нешто, во Македонија навистина успех. Пред да го закажеме концертот, со соработниците седевме на кафе, така и као, од кога сме заедно, од кога свириме, од кога пееме, од што правиме. И се броиме и дојдовме до бројка 35 години. Браво. Пет и подолго 35 години. И подолго, да, затоа што и короната која броиме, ние викавме све лани, нели, а тоа 2,5 години корона. Да. И као све лани ни беше. Да, навистина. И некако така дојде 35 години кариера да ја одбележиме на 24 декември со големиот оркестар, камерниот битолскиот оркестар, благодарност до нив. Малку различен пристап до фолкот, малку да видиме како звучи со голем оркестар
фолкот. Тоа сме го правеле на Цветници фестивалите, но ова е нешто различно. Малку различно од тоа. И се надевам дека ќе добиеме еден нов звук, еден можеби не нов, но некое руво на фолкот кој што ќе биде спакуван малку различно. Сигурно ќе биде преубаво. И локацијата е одлична, македонската опера и балет ќе даде дополнителна сјајна се она што ќе го подготвите. Извинете. Никаков проблем, јас ќе надополнам околу концертот, бидејќи веќе ги имаме нели информациите, колку што знам, картите можеби веќе распродадени, ако не се лажам, или при крај. Има при крај се, но има уште. Дали можеби ќе има втор ако се распродадат? Има ли таков план воопшто или само еден концерт? Сега за сега е овој, но имаме план летото нешто да правиме, па ќе видиме што ќе се случува до летото. Кога ќе почне, во колку часот? Од 20 часот во Македонската опера и балет, 24 декември. Колку време ќе трае, се надевам. Па временски некако не сме врзани, но ќе видите како ќе биде атмосферата. Да, ние сме спремни. Кој ќе ве надополни од вашите колеги? Има ли такво изненадување? Ќе имам гости. Па нема да ги криеме. Мојата драга колешка Сузана Спасовска ќе испее една песна. Одлично. Бојана ќе испее една песна. И мојот драг колега, помлад од мене, но успешен, Спасен Силјановски. Значи, прекрасно ќе биде. Верувам дека публиката ќе биде на нозе од почеток до крај на концерт. За сечи вкус. Супер, одлично. Сузе, македонска музика се слушали во вашиот дом? И во нашиот дом, да, навистина многу се слуша. Со тоа што дома имам и музичар, нели моето згрижено дете кој веќе 9 години го чувам, свири хармоника. Браво. И имаме фолклорна група во здруженијето, тапан, кој дете свири гитара, значи од сите инструменти. Многу сме весели. Значи не само дома во здруженијето, постојано сме со музиката, исто и во, како што спомена, во поголемите молови, во текот нели пред новогодишните денови која подаруваме, ја носиме хармониката и пееме. И навистина луѓето... Која му е омилена песна? Нема омилени, сите му се омилени, сите, да. Јас го викам подвижен джубокс. Нема што не сака и не знае. И една од моите омилени песни, точно од Миле. Која? Секогаш се знае, те слушам. Мирисаш пред Може би ќе запееме малку подоцна, не мора сега одма да... Малку, да, можете во вториот дел. Сузе, вие сте мајка и згрижувач, како што и пред малку кажавте, многу мина за вас. Велат дека сте хероина, така ве нарекуваат. Што значи, хероина, зборот за вас и како изгледа еден ваш ден? Бидејќи тоа што го правите навистина е храбро пред се, и треба и време, треба и финансиски средства, но пред се треба љубов. Да. Вака, хероина, јас не се гледам како хероина, тоа мене ме исполнува. Во моментов имам 3 згрижени дечиња и моето 4. Значи цела војска сме дома. Како, едноставно сакам тоа да го правам. Значи тоа ме исполнува, работата со децата. Јас секогаш викам, леле, како успеваш. Дојдете од оваа страна, еден ден да видите колку чиста љубов има, колку енергија има, нема да сакате да отидете од таа страна во другиот свет, во нормалниот свет. Затоа што во нормалниот свет се слушува и завист, и злоба, и љубомора. Овде нема, овде е чиста љубов. И сите четворица дома се согласуваат, нема кавги, нема расправи, секој по нешто прави, секој по нешто некого надополнува. Значи една таква хармонија, навистина периодов ми е прекрасен. И среќна сум што така се согласуваат. Најверојатно јас придонесувам да биде тоа така. Меѓутоа секој си има своја задача, секој знае што треба да направи, знае што не треба да направи. Знаат кога треба да се потивки, кога на другиот нешто му пречи. Едноставно се вклопени, како заедно да живееле цел живот. Браво, колку убаво вака звучи на вистина. И убаво кажавте, сигурно тоа има поврзаности со вас.
бидејќи вие сте нели главната фигура. Во домот и многу е важно како ги држите сите работи споени заедно за да има хармонија, за да има мир. Така што секогаш кога јас не знам, гледам. Александра, дали јас барам мислам дека Суза не сме ја видела да не е насмејана. И тоа придонесува позитивната енергија која ја зрачете и кога ни влезе во студио ми вика првото прашање беше како сте? Александра, на време, не време, мора да викаме дека сме супер. Така да и тоа си има свој придонес. И кафе се напила дома, се завршила, ги средила. Да, све е завршено. Но кога сме кај чистата љубов, Миле, верувам дека обстојувате на македонската музичка естрада токму и заради огромната љубов кон музиката која што ја имате. Па би ве запрашала кои се златните времења во македонската народна музика на која би сакале да ја навратиме публиката и сите оние кои утрински не гледаат, а знаеме дека се повозрастната популација која што ја сака оваа музика. По секоја работа која правите, која работите со љубов, мора да има и резултат. Пред некој ден во едно интервју исто кажав како се обстојува 35 години. Со многу работа, со многу искрена емоција према публиката и работа и само работа. И помладите колеги кои што некои од нив побаруваат совет, не е моментот дека ќе снимите една песна, две и мислите дека готово, тука сте завршили. Многу километри, многу труд, многу работа, многу поминати сати во студио, надвор од студио да не зборуваме за сите оние настапи јавни, било какви, небитно, дали се концерти, дали се, не знам, културни лета, дали се вино фестови, пиво фестови и така натаму. Девизата е работа и само работа и неминовен е успехот. Како се обстојува, немам дефиниција, најверојатно е оваа дефиницијата, упорноста и љубовта према работата. Не секогаш сме расположени да дадеме убава енергија. Како вие се потикнувате себе си кога влегувате на настан, за да пренесете убава емоција, насмевка да разбудите, бидејќи сите кои доаѓаат на вашите настани, некој е тажан, некој е среќен, некој Па и самиот јас некогаш не сум. И вие, да. Нешто се случило во денот. Нешто, сите сме луѓе. Така е. Кога ќе научите да го одвоите приватниот живот со оно што го правите, и тогаш првото застанување на бина јас веќе таму припаѓам и ова другото е веќе исклучено од мене. Тоа се вика професионално. Така е, ќе го решаваме кога ќе ги завршиме обврските. Некогаш има и нерешливи моменти, нели? За жал. Но морате и со нив да се носите. Често пати како и кај сите нас се случуваат, нели, лоши моменти во животот, во денот и така натаму. Но научив да го тргнам тоа од професионалното и да, кога ќе застанам на бина, да се посветам 100% на тие што се таму. Па всушност сите кои што се занимаваат со Па и глумците, ако ги земете и тие се. Така, затоа сакав да се надоврзам. Секоја јавна работа и ова вашата работа. Така. Тоа сакав да кажам, сите кои што се не би бил убав денот секој ден, нели? Па нормално, некогаш не боли нешто. Некогаш не сме спиеле, не знам, сме биле со децата, сме морале да бидеме во текот на ноќта, ако не да Боже се разболело и така натака. Така, се бива. Така. И Нина Дејан ни пристигна. Нина, добро утро. За односот, добро утро на сцената и животот. Така. Тоа секоја сценска професија. Станиславски викаше, остави ги кондурите пред врата. Да, значи и облечи ги оние другите кои што се за интересно, магично е тоа со сцената, нели? Стварно се проаѓа и болка и мислам мене колку пати ми се случило да се повредам на сцена и ништо да не осетам до крај на представата. Адреналинот. Да, магија и адреналин. Често пати ми викаат како вика трема имаш ли пред секој настап, буквално. Да, ма тоа е убаво. Ама буквално, 35 години пеам. Знам све во глава, напишано, нацртано е. Све знам. Но тоа значи дека се уште постои тој жар за работата, нели? Најверојатно одговорноста према тие од другата страна. Да. Морате да не сгрешите према нив. Така е.
Така е. Нина, се пошегувавме на почетокот, бидејќи и Миле влезе откако почнавме со емисијата околу сообраќајот, мора да се почитуваат новите правила, нели? Бидејќи од следната година веќе и казни, сега се само опомени. И казни, но она што е најважно во моментов да го споменеме за тебе, дека кога станува збор за работата, ајде ќе кажам така жаргонски ќе се изразаме турбо, посебно кога станува збор за најновиот филм на Јани Бојачи во кој што ја играш една од главните улоги и ја играш Јоана. Морам да кажам дека ми е едно од омилените имиња, бидејќи ќерка ми се вика Јоана, а знам дека приватно и ти си поврзана со тоа име. Твојата сестра се вика. Баба ми исто се викаше. Така. Го гледав филмот, морам да ви честитам. Истото им го кажав и на Васил и на Ирена кога беа во нашето студио. Честитки и за тебе, маестрално одиграно, според мене. Иако не се разбирам во вашата професија, но како гледач можам тоа да го кажам. Ајде малку повеќе за филмот да споменеме за утре наутро. Како го доживеа сето тоа? Па, со Јоана, со ликот се поврзав од првиот момент кога сценариото кога го прочитав, иако тоа беше некој првичен драфт, значи не беше тоа се така како што беше на крајот. Мислам, зборам во однос на како зборува Јоана и како да, и некако не знам како да осеќав дека треба тоа да го играм. Баш и посакував време пред тоа да онака баш да се измачам добро на филм. Мислам, сум снимала и во комедија главна улога вака така, ама не сум играла нешто од овој тип на филм, што ќе бара од мене апсолутна деноноќна посветеност и тоа нели на филм знае да биде баш макотрпно по цели денови снимања во ниедно време, ама така го сакав тоа да ми се случи. И ете се појави Јоана. И не знам го доживеав, колку и да беше тешко, беше лесно баш заради тоа што знаев зошто ми се случува и дека можам да го направам. И имав многу малце самата со себе несогласување околу целиот процес. Ама кога го видов филмот, затоа што тоа беше прв пат на премиерата, како целосно го гледам, баш некако бев задоволна. Бев задоволна и од колегите, од сите, значи од играта, онака баш како што беше на сет, како што беше емотивно целото тоа, доста природно одиграно, доста со мерка, така и успеа лете да го земат најдоброто во монтажа, да го направат и да биде тоа што е. Сигурно имало многу интересни моменти. Со Ирена малку се насмејав, ми се пошегувавме и таа во моментот не знаеше дали тој дел ќе биде ставен, бидејќи беше гостинка пред премиерата, но раскаже на многу смешна случка со бикот на тоа е улица Македонија, ама веројатно имало причина зашто тој дел не бил ставен. Не ќе биде ставен сигурно во серијата. Во серијата, сигурно ќе биде. Мислам тој кадар оди затоа што ќе биде многу беше смешно кога раскаже. Затоа што беше вистина, да. Да оставиме на гледачите да имаат причина повеќе за да го погледнат. Што се работи? Нина, од сите улоги на светот, од сите премиери, секој ден ви е премиера со вашето синче Кај. Да. Дали улогата на мајка ве промени и од каде токму ова е различно и не секојдневно име да го одберете за вашето синче? Ме промени. Мислам, тоа се случи така автоматски некако. Љубов што не знаев дека може да се почувствува. Е тоа, сигурно сите мајки, родители ја чувствуваат. И да, баш секој ден е премиера, затоа што толку брзо се менува, расте, секој ден нешто ново има, да, Кај е супер е Кај. Баш сум благодарна што ми е син. Кај името апликација за бебиња. Некој необично. За бебиња за трудници од првото дознавање за затруднување има нели се следи со што треба да взимаш, какви витамини, имиња бебешки меѓу другото. Ова е многу симпатично. Да. И апликацијата се мислев, знаев дека сакам да биде кратко. Да. Беше Ијан. И кога го видов Кај, ми текна всушност дека има и во Снежната кралица на Ханс Кристијан Андерсен, мислам беше така. Кај, дете Кај, што она го зима во замокот, го носи го. Па супер, значи од таму е името, не од апликација. Да, од книга, така треба да кажувам студа. Каква апликација? Да, од книга тоа ми е зашто јас. Благодариме на искреноста, на вистина. Ова е 2025-та, кој не користи апликација, мислам. Реалноста е таа. Користиме апликации за се и се што, Миле, вашите деца се веќе пораснати. Па да, близначките се 4-та година на факултет, а ова малото е трето одделение. Зашто се насмеа? Нешто е
поразлично со помалото. Подмладува. Да, овие се возрастни си го бркаат животот сами, а ова е уште врзано како привезоче за нас и е интересно. Секој со своите потреби. Така. Кога ќе отидете Различни на се. родителска, сигурно сте највпечатливиот родител и сигурно имаат многу прашања да ви постават. Или песни, нарачки, можеби, не знам. Или родителската, За може жал. ја почнувате со песна. За жал, мајката оди најчесто. Јас одам да ја земам од училиште. Јас не се доживувам така и не сакам да ме доживуваат луѓето така дека нешто, ево јас работам јавна работа и треба сум различен од другите. Така. Секогаш на скромноста. Секогаш сум бил, се надевам нормален и сум гледал да не повредам некого со мојот однос или со дрскост. Јас немам дрскост, имам дрскост само према оној кој што сака да биде дрзок према мене. Или да ме повреди на некој начин, не знам. Знаат ли другарчињата да се различни код неа баш заради тоа што вие сте родител или? Па добро, она е интересна работа. Овие се деца веќе со вграден чип у глава и Така. со компјутер. Така да интересно им е дека ето татко им се бави со јавна работа, пее, дека не знам, бил познат и така натаму и баш на концертот ја викам ќе сакаш и некој другарче да дојде? Сакам. Баш убаво. Баш убаво. Одлично ви текнало. И реков кој сака нека си го покани, нека го донесе на концертот, нека. Има ли уживаат. некоја од нив талент за пеење и сака ли да ви се... Ништо на сила, ништо ова, дома има инструменти, има клавир, има гитарче, има се. Ако посака да тргне на кај него, ќе го фати и ќе ја осети таа љубов. Од музика поддршката секако, нели, како родител ќе ја дадам, но не по секоја цена. Нормално, не треба да се форсира ништо, така што Талентот да дојде сам по себе. Ако таткото е доктор, не мора и синот да биде Така. доктор. А во и ако- Македонија Да, тоа да, има најчесто многу е така, да. Таткото пејач не мора и детево да биде пејач, нели? Може би за нешто друго го бил. така правилно размислувате според мене. Никогаш на сила ништо. Така е. Сузе ќе се навратиме Јас на се извинете. Да, нема проблем. Јас се одушевувам на нив секогаш. И многу ја почитувам нивната работа и ја сакам и често сум во театар гости. Бра. И им се воодушевувам на нивната концентрација на текстот и на она што го игра. Богами, Јас знам дека секој лик го преживуваат, знам дека го живеат долг период и тоа е кршење во себе, тоа не е едноставна работа. Особено театар за деца и младенци, почесто сум сега тамо. Тие што се со мали деца, нормално дека се таму најчесто, ако имаат време за себе. Секогаш сум се воодушевувал и сум велел дека е една од потешките луѓе кои што се бават со уметност од потешките работи. Дефинитивно треба. Тоа ретко кој го кажува. Јас глумци таму што правите се забавуваат. И за нас исто и кажи не го смешка, Си пееше, да. тоа исто. дека и си пееш и тоа. Секоја чест. Воопшто не е Јас знам така. дека е многу тешка нивната работа. Треба да го сочвакаш, да го живееш, да го научиш текстот. А замислете на дечиња која треба да пренесат тие се- енергија, па така тие да се многу стикачеш на искрени. колегите од... Тие па се многу искрени, таму нема лагање. Не можеш да ги излажеш нив дефинитивно. Таму мора да сте забавни. Не, нема проблем. Ќе се навратиме секако на уметноста и имаме уште многу прашања и за вас, Миле, и за Нина, но сакам да ја навратам Сузе на една ситуација, за жал не убава, ми се чини некаде крај на октомври беше. На септември, крај на септември. Почеток на октомври се обративте на јавноста за една непријатна ситуација, каде што Никола беше бутнат и малтретиран од колега во град Скопје. Институциите молчеа. Се уште, тоа сакав да прашам, до каде отиде ситуацијата? Не секој има храброст да излезе во јавност, да зборува за работите кои што им се прават на лица тебе со Даунов синдром, конкретно за Никола, но и на други лица кои што имаат одредени попречености. Вие имате храброст да излезете и да го кажете до каде е целата ситуација. Така. Најпрво, кога сите би зборувале, Никола не е прв, нели, нема ни последен да биде. Кога сите би го кажувале, таа јавно нема да дојде до вакви ситуации. Има многу дечиња возрастни лица што јас ги познавам, што им се случиле некои слични работи и што се премолчило сето тоа и затоа доаѓа до вакви ситуации. Навистина беше шок за мене после толку години борба за подигање на јавната свест, токму на моето дете да му се случи тоа.
да биде буквално избуткан, исфрлен од канцеларија, фрлен ранецот и заклучена вратата. А зошто се случило тоа? Се уште никој не знае зошто се случило, едноставно колешката не сакала веќе да биде со нејза во канцеларија. Тоа е одговорот што јас го добив, дека причината била таа, зашто навистина немаше друга причина, не знам. Ова сознание мисел што ми кажуваа колегите. Добро. Се уште тапкаме во место, нели? Се уште ни е стресно да одиме на работа затоа што не е решен проблемот. Требаше да отиде комисија за дискриминација. Беше пријавено во полиција, имаше записник. Од никаде немам се уште никаков одговор. Че толку се влече работата, се тегне нешто што треба да се реши во моментот. Значи овие работи навистина треба да се решаваат во моментот, затоа што значи не секој може да поднесе, да речам, лице со посебни потреби во својата близина, сосем легитимно. Меѓутоа има начин како да се направи тоа. Има предпоставен, јави се, прашај, побарај помош. Прво, јас како мајка нема да дозволам да седи во канцеларија со некој што не го поднесува. Нема да дозволам да чувствува целен таа енергија, таа лоша енергија. Јас ќе бидам таа што ќе инсистирам да се тргне од тука. Меѓутоа, сето тоа се случи толку многу брзо и за мене шокантно, затоа што децата со посебни потреби не ги кажуваат негативните работи. Тоа се случувало многу денови понапред. Можда и цел месец се случувало, никога ништо не ми кажа. И уште пострашно од самата случка е тоа што никој не изреагирал. Никој друг? Никој не изреагирал. И покрај тоа што некои од колегите го виделе тоа, раководителите знаеле дека нешто се случува, никој не изреагирал, додека јас не изреагирав. Додека мене не ми кажа за јас да изреагирам. Тоа е уште пострашното, што значи поразително е свеста колку е на ниско ниво. Покрај тоа што постојано еве, јас сум барем од тие борци 20 години. Да. Излегувам со децата, ги носам секаде точно дел од сето тоа и она подарување во поголемите празници што го правиме во моловите, да ги видат дека и тие деца нешто прават и сакаат да подарат и се среќни кога нешто подаруваат, сакаат да дадат нешто, сакаат контакти со нови луѓе, со нови лица. Ама ете се случи тој, не знам како луѓето мислат, зборуваме инклузивно општество. Како ќе го направиме инклузивното општество? Не сватливо ми е. Од една страна инклузивно општество на голема врата се зборува, од друга страна се случува ова. Што не би се случило, не знам, ајде да не речам во кој век. Да фатиш некого, да исфрлиш од работно место и никој да не изреагира и еве и после 2 месеци немаме реакција. Што и да се случило, како што кажавте, има начин. Се кажува нели на предпоставен, никако не е начин да некој се земе и се исфрли, се влече физички да се делува. Поготово што причината е едноставно што господјата не сакала да биде во нејзината канцеларија. Па она нека си оди. Не, тоа била нејзина канцеларија, зашто долго време била таму. Како така? Нејзина, тоа е канцеларија на град Скопје, не е тоа приватна собствена. Тоа што ве слушам, да си дозволам да искоментирам. Знам дека и психички многу тешко го поднесе Никола, тоа спомнавте дека и алопеција му се појави. Да, алопеција му се појави. Сега оди на работа, да, меѓутоа не со таа радост, со таа радост. Он кога се спремаше за на работа, стануваше во 6 сат, во 7 беше веќе спремен, а од 8:30 почнува. Значи до толку свида му е наредено, наместено, стокмено. Сега уште се будиме да речам едва. И он е буден, рано станува, таков си е. Тука сме како медиум да следиме и транспарентно да обелодениме и навистина се надевам дека ќе има решение и инклузијата ќе биде вистински инклузија во нашето општество, а не само збор говоричник. Далеко, не знам како тоа ќе биде. Давам и во овој момент апел. Институциите да работат. Значи да работат, да решат оваа ситуација. Треба да се направи една едукација на целата администрација. Да. Значи можда некои луѓето стварно не знаат како да се однесуваат.
на вистина им треба И да една не знаат. едукација. Решение дефинитивно не е физички Не, да се не, делува апсолутно врз не. некое друго лице. Иначе, да. Апсолутно не. Мислам дека одамна заклучивме дека сме не луѓе и одамна заклучивме за Да, тоа. некои ме прашуваат како да се однесувам. Биди човек. Нормално Ништо да се точно. Ништо како да се однесуваш. Но многу е важно посебно. дома да се разговара. Иве, Нина, имате и вие мало дете, верувам дека ќе колку има 5 години, 5 години. Но допрва ќе се зборува сигурно со него на многу теми. Така, исто и Миле. Вака чудно ме гледа, ако викам барем 10% нека влезе во глава тоа што. А им влегува многу повеќе им влегува. Мислам дека да, го гледам. Тоа ќе Они слушам. слушаат Излезе тоа што им многу покасно. одговара, на другото го... Да, но треба да се Тргат на зборува. Не, тоа што се зборува, Така. ќе излезе после неколку години, ќе се излезе на површина. Ништо не е залудно, за џабе. Така. Значи, секоја работа со детето, некојаш тој труд ќе излезе на виделина. Кога сме кај едукацијата и кај зборовите, Нина, колку е важен театарот за развој на едно општество и бидејќи во театарот се кршат сите табуа, се зборува гласно за она што можеби во општеството ни се случува, низ театарска игра е одлично раскажано и прикажано. Така да колку е театарот една неформална едукација и потреба за нашето општество, за Зборуваме општо театарот во светот или моментално во Па да се задржиме на Македонија првенствено, да. Значи театарот би требало да биде средство преку кое се критикува општеството и нема во пардон. Македонија си има на различни етапи, филтри. Да, постои тука се театарот разбираме. и за пропаганда некогаш и за, значи што е малце обратно од целата суштина дека актерите и театарот не требаат никогаш да се врзуваат со никого, туку баш да бидат огледало на општеството. Дали е на поединци, дали е на група на луѓе, дали е на политичка структура, што е да е. Така што јас верувам дека тоа е една од главните улоги на театарот. Театарот да ги поставува трендовите на некој начин, а не според публиката, значи тоа е взаемно всушност. Мора и нивото на публиката да се достигне на еден начин за да допре тоа што се зборува, а од друга страна и не па по секоја цена да се прави било што, само колку да ете нели машината работи. Така и не може секоја представа да биде врвна уметност, некоја стварно треба и разона да има, треба да има и полесно нешто и луѓе се забавуваат, ама да не заборавиме на тоа дека јас сум за тоа, нели? Тоа убавата мака пак ја спомнам, кога еден човек барем е допре на некој начин и барем ќе размисли или малку интроспекција ќе има, тоа е добро постигната работа од наша страна. Баш убав. Одговорите поттик, нели, родителите, бабите, дедовците да ги носат децата, внуците од мали, апсолутно, да. да се учат. И музиката е многу важна, уште од најрана возраст. Зборуваме за убава, квалитетна музика. Така е. Дали забавна, дали народна, да е квалитетна. Има добра и лоша музика. Така. За жал, во главниот град, а веројатно и во другите градови, има наплив на многу, ќе кажам, ајде, неквалитетна музика. Каква е моментално музичката сцена кај нас, Миле? Од твое гледиште, од човек кој што пее убава македонска музика, човек кој што има долгогодишно искуство, нели ќе кажеме, вкусови се во прашање. Секако. Да, но Секако. пак мислам дека треба да отстапиме повеќе простор, да не дозволиме сега да како во други земји, нели најпрво се почитуваат својата музика, па потоа Секаде во светот така, Да. само овдека не е така. Во моментот естрада немам. немаме. Да. Зошто? За жал, не знам, немам одговор, 35 години барам одговор. Во транзиција сме. Па толку, да, во транзиција сме 30 години, да. Последно што кажав, не знам како ме разбра, можеби погрешно или како треба ме разбра, можеби е некој добар проект. Да нема, појма немам. Уште тоа ми остана на крајот како дефиниција. 35 години истото прашање, истите одговори и само се вртиме како бело глувче у она бубању. И све стоиме некаде на некои маргини. Не научивме да се сакаме, многу ми е жал. Се што е од страна е добро, се што е од дома не чини. Пред некој ден баш се расправа како може да сними некој, не знам, од соседство песна и во моментот сите ја свират у Македонија, одеднаш. Како никој не се дрзна да, не знам, не морам ја, некој било кој извадил нова песна, па да ја земе и да ја, не знам, да ја свири вечерта одма во дали е ресторан, дали е, Да, било не е каде, битно. што настапуваат. Не знам каква е таа потреба да се што е од страна добро, се што е наше не чини. Мора да научиме да се сакаме ако сакаме да обстоиме. Искрен сум многу, значи нивната работа, нашата работа, јавната работа, вашата работа е многу битна за оваа држава.
така е навистина. Сите сме алка во ова општество за да обстоиме, но Сите помалку во мозаикот и ќе не биде. да дадеме една Лична позитивна, одговорност, една позитивна нота, да се распееме, господине. Да, па имаме уште колку колеги кажете ми време до реклами? Една убава ваша македонска, сите ми се омилени од вас, Добро. нема да ме разберете погрешно, Нема која бас, идеја одберете? Јас не. Нема да пеам, јас ајде добро, не пеам. Милена те мола. Шегувам се жагуваат колегите секогаш со мене дека кога има пејач или пејачка во студио, не можам, значи ми доаѓа да Природно. Па тоа е супер. Кој пее? Зло не мисли, Така е. слободно може сите да се распееме. Која песна, да, Миле? Ќе пуштиме нешто или Не, ме чекате вака овака во живо? живо. А, не сум рад, добро, што Така еден сакате? рефрен, една Што строфа. сакате, не знам. Рефрен. Кој Тебе вие? кажете. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе јас раскрстив со љубовта и со памета. Браво. Само со паметот да не раскрстиме никако. само во песната. Нека не држи паметот. Која ви е, Нина, ајде тебе македонска омилена песна, забавна, народна, може и таква да кажеш. Што си ја подпевнуваш така во последно време? Македонска песна. Ајде да летаме од Каролина. Супер. Безвременска, постара, но Да, безвременска. Па добро, јас сум ретро малце. Да, Еверка. Ако, супер, убаво е да се, не знам, времето поминато со музика на вистина дава една посебна димензија. Не Покај да ти е навраќа. тешко, Да. некако во тој момент кога ќе се отпееш некој Види, рефрен. музика се свирела и кога биле тешки моменти, и кога се весели моменти, музиката Така. била таа, па и во војна кога оделе луѓето, свирела Многу е музика. лековита музика. Свирела да, музика. Така. Така да. Одиме со реклами, по рекламите се враќаме со уште многу музика, многу фотографии и уште теми за разговор.